Имајќи го предвид Законот за минерални суровини, согласно тој закон, како што и вие знаете, 70% од надоместокот им припаѓа на општините и веќе средствата се префрлани во сметките на општините. Ние како влада сега очекуваме од општините на Долнен и од Прилеп за овие средства да ги користат во инфраструктурни проекти, водоводи, канализации и генерално за локален економски развој. И веруваме дека поскоро тие ќе видат и на терен конкретни проекти што ќе бидат реализирани од ова инвестиција. И на тој начин ќе креираме нови работни места, но истовремено и ќе го зголемиме извезот од Република Македонија. Ние се уложивме околу 7.300, планираме во рок од 4 години да инвестираме околу 22 милиона плюс екстра инвестиции, кои што ќе имаме голема фабрика, кои што ќе треба уште едно 500 најмалку вработени да има. За старт одма првата година ќе имаме 100 вработени, така што се надеваме од Бога да има добар камен и да идеме напред. Ние ќе започнеме веднаш, само што да си земе документите во раце. Иако денот по утрото се познава, мислам дека општините Прилеп и Долнени имаат светла иднина, затоа што овие средства што пристигнаа во нашите општини ќе бидат искористени токму за вас граѓаните со подобрување на инфраструктурата, со подобрување на проектите што ги имаме планирано и зацртано, и мислам дека во наредниот период тоа ќе се оствари, ќе се обистини. Сите ние ќе имаме бенефит и подобри услови за живење на граѓаните од Прилеп и Долнени. Јас се надевам дека ова соработка меѓу општините и владата на Република Македонија, посебно Министерството за економија, ќе продолжи. Парите се веќе на сметката на општината. Ние секако ќе ги користиме на многу транспарентен начин. Има многу што да се кажи каде ние би ги користеле како рурална општина која што сме. Имаме населени места кои што се уште најголемиот проблем му е водата за пиење. Имаме населени места на кои што му фали канализација, му фала училишта, инфраструктура и така натаму. Меѓутоа, морам да истакнам дека дел од оваа инвестиција, за жал, ќе оди за долг кој што го наследивме од претходната гарнитура. Долго изнесува околу 2 милиони евра.